Наздравување со шампањ, звуци на пијани, како увертира на најгламурозниот настан во годината Виенскиот бал. Годинава по 18 пат во организација на Сдруженијето за културна соработка Јохан Штраус и Австриската амбасада во Македонија. Не знаеш што е повозбудливо, периодот на подготовка или самата вечер. Дамите очигледно се потрудиле околу својот изглед и го запазиле дрескодот. Долги свечени тоалети, елегантни фризури, но не заостануваа ниту господата, смокинси и униформи. Прв пат доаѓаме, имаме слушано веќе неколку години уназад и сметаме дека е баш добра организација и повод за да присуствуваме и ние да видиме нешто поразлично од секој невието. Креацијата е специјално за оваа пригода? Да, специјално. Да, специјално и креацијата и накидот на Келвин Клайн. Затоа што е секогаш убаво кога си присутен на некои различни нешта. А балот е прилика да бидеме со убави, паметни луѓе, да се дружиме, да се смееме и да играме сите заедно. За прв пат сте на балот? Не, јас мислам дека ми е 7 година поред. Креацијата е специјално за оваа пригода? Креацијата, дали е специјално за оваа пригода, па да речам да. Да речам да. За да биде комплетен аутфитот, се погрижили за накидот како составен дел за да се запази епитетот гламурозен. Годинава доминираше брендот Келвин Клайн. Келвин Клайн од останатите брендови се разликува по својот стил и по историјата која што има. За Келвин Клайн секогаш less is more, помалку е повеќе, софистицираните линии се она што го прават Келвин Клайн да биде уникатен, минималистички и да може да се вклопи во секој стил, да биде и грациозен, но да биде и бунтовен и се што е она всушност како самиот бренд Келвин Клайн. Јас сум долги години влюбена во брендот Келвин Клайн и поради тоа ми е посебна чест што Божиновски ме поканија да бидам амбасадор за време на Виенскиот бал на овој бренд. Инаку Келвин Клайн со своите современи и прекрасни парчиња секоја сезона ме одушевува. Меѓутоа, новата колекција која што ми беше презентирана од Божиновски посебно ме одушеви и така да вечерва со задоволство ги носам. Јас долго време живеев во Соединетите Американски држави и веројатно таму веќе ми е оној момент во кој што да речеме таа линија на Келвин Клайн до некаде одговара на мојот карактер и се препознавам во целиот тој модел. Сакам накид многу и тоа е препознатливо на мене секогаш да го менувам во согласно со тоа што носам, меѓутоа посебно таа колекција ми е драга и некако и кога одите и кога одбирате и да сакате нешто друго, ве влече она кон кое практично вашата личност е поврзана со тоа, а тоа е токму тоа Келвин Клайн. Сметав дека за една ваква манифестација, каква што е Виенскиот бал, доликува навистина многу луксузен накид, каков што е Келвин Клайн, сите го знаеме брендот, и знаеме дека компанијата Божиновски онаа која е најзаслужена или да ни биде достапен да можеме да дојдеме до овие прекрасни луксузни парчиња кои навистина прават човек да се чувствува посебно. Зошто? Затоа што овој минимализам кој што го гледаме нели во најновата колекција и генерално нели Келвин Клайн е таков, придонесува само да се потенцира карактерот кој веќе е изграден. За една ваква несекојдневна забава, по примерот на светските метрополи, треба да сме му благодарни на проект менаџерот Оливер Арсовски. Беше тоа една идеја и акција на Австриската амбасада, тие што туку отвори амбасада во нашата земја и по некои музички канали мене ме пронајдоа и ме замолија дали можам да го организирам Виенскиот бал. Секако, на почеток беше многу тешко, бидејќи не знаевме како се организира Виенски бал, затоа ни помогнаа многу музичари од Австрија што дојдоа и диригенти и ни покажаа како тоа се работи. Првите 2-3 бала беа во помала форма, но ние потоа го развивме во една убава манифестација која трае веќе 18-та година до денес. А благодарение на таа соработка помеѓу Република Македонија и амбасадата на Република Австрија во нашата земја, добивте и орден за заслуги токму од оваа земја. Да, председателот на Австрија пред 5 или 6 години ми додели златен орден за заслуги за народ за Австрија, бидејќи ја поттикнувам цело време овие 20 години соработката помеѓу двете наши земји, помеѓу Република Австрија и Република Македонија. Откако сите предуслови се исполнети, балот може да почне на знак на оркестарот Јохан Штраус и наставот на примаданца.
Балот може секој да присуствува, но доминантно е присуството на бизнисмени, представници на културно-забавниот живот и председ дипломатскиот двор. Домаќин на оваа вечер е австриската амбасадорка Рената Коблер. Ich muss ehrlich sagen, es ist не би сакала да правам некоја споредба, меѓутоа можам да кажам дека секоја година овде во Скопје ова манифестација е навистина прекрасна. Доаѓаат луѓе кои што сакаат да се забавуваат, кои што се убаво облечени, кои што се добро расположени и така е збогатуваат манифестација. Она без што не поминува ниту еден бал е познатата захерторта и виенската шницла. Покрај официјалниот дел полонезата, радинскиот марш и валцерот, гостите се забавуваа и на салса и забавна музика.